се викам Виолета Костовска, имам 30 години, живеам во Скопје, во Пинтија, моментално тука сум ожена, живеам со сопругот. Моето детство беше премногу тешко. Мојата мајка ја изгубив на 2 години, брат ми беше 4, ние сме само двајца. И ја буквално се уште и можда бев дете, али се сеќавам на таа ноќ затоа што знам дека мајка ми рече дека ќе умре, али не мислев дека на тој начин ќе биде. Значи мајка ми се отру, а таа вечер спиевме заедно и до ден денес ја паметам таа вечер. До нејзе беа најдени 2 чашки ланато. Значи, првата чаша ја испила, на втората више падна, затоа што мислам дека прејако отров е тоа. А таа вечер спиев со нејзе. И се сеќавам само како и падна раката на земја и толку. Не ми е јасно само затоа што има премногу верзии, не ми е јасно дали една од тие е точна. И дали и зошто ја например кога би имала деца, ќе се жртвувам за нив. Никад не би го направила ова да се отрујам. За да ги оставам повеќе да страдат. Значи буквално до скоро се прашува тоа зашто го направила, али тоа е. Ја мислам сепак можда така треба. После тоа татко ми за скоро 3 години можда се премажи. И потоа со макијата имавме многу тежок живот. Значи, ја немам буквално јадење не ни дала да си купиме за школа. Никад ни матура, средното значи ја не го завршив ради нејзе. Не можев да идам на матура последната година, затоа што не ми дозволи. Не има тепано. Никад во живот не ми купила нешто што јас сакам. Нема ништо добро што може да го кажам за неја. Значи, буквално, ја немам од нејзе, не знам, ни една тронка добра. Кога татко ми она јаде, ја бев во другата соба. Значи, они јадеа месо ако имат, ние јадевме пиперки. Во таа смисла. Ја работев и учев од кога почнав средна школа. Значи, 2 година почнав да работам. И кога почнав да зимам плата, као добра мајка, сакаше да ги носам дома кај нејзе парите, а ја едино на баба ми, на друг не сакав да ги дадам, затоа што мене макијата не ми дала ни да јадам као прво. Значи, додуше и татко ме учествуваше во тоа. Така да, на крајот на 2-та година, значи од средната школа, ја се заминав од дома. Си немала свадба класично, не си облекла венчаница? Никад. Тоа сум го сакала секојаш, али кога животот не ти го дозволува тоа и можностите не. А мислам дека не постои жена која што не би сакала венчаница да облече или да направи некоја мала свадба, забава или било што, али дека можда некад у живот, ако имаме можност, може да би направиле. Или кога више би правила, дури не сме ни црквено венчани. Добро ни беше све додека беше здрав, премногу. Значи, буквално не бевме ние никад, не сме биле ни богати, али сепак имавме колку да се прехраниме. Кога работеш и он друго е кога работаш сега сама ја, кога работам некад 4 сата, 2 сата, зависи кога идам некаде да чистам или било што. Значи има овде некад фирми, знам да побарам, ми се јавуваат
за саат време, за два да изчистам, ама знаете како е кога се живее у заедница, не можеш да го постигнеш тоа. Сепак сопругот кога работеше беше многу подруго. Имавме колку по-добар живот, некако. Све сум спремна за него, затоа што ја више овие години све за него правам. Значи, цело време за него се трудам да му помогнам колку што можам да му олеснам. Затоа што он многу пати почна да губи надеж, дека нема да му помине, дека ќе остане вака. Али морам да се борам за него. Значи, не сам таа личност, има многу личности што би го оставиле вака. Значи, ја не сакам да го оставам човек никад на цедило. Значи, ја го сакам и сигурно нема да го оставам, иако е вака инвалид. И мислам дека можда кога тогаш ќе прооди. Од каде ти е силата да издржиш? Па не знам, ја цел живот тоа се прашам, значи да беше некој на моје место досега, не знам, може би се убил. Али ја не сакам да го направам тоа, да бидам иста као мајка ми. Значи, многу пати тоа сам го рекла, дека никад као мајка ми нема да бидам. Значи, и да имам деца и да немам, никад нема да се убијам. Затоа што тоа е нешто, не знам, најлошо. И као прво не сакам да го оставам на пола пат него. Не знам, мислам дека нешто ми дава сила, дали Господ или не знам, али знам дека тоа е. Се трудам, највише се трудам од све што може. Али ќе видиме на крај што ќе биде. Здраво, здраво, Вики. Ти ме изгушка? Тоа што значи? Тоа ми е радост, не знам. Како се израдува ви, да ви кажем искрено, од Господа не спијам. Да ве чекав, енормно. Така. Значи сега е времето јас да ти кажам дека примена си за учество. Баш ми е мило, Фала ви многу. И дека за тебе ќе го почнеме целиот процес, окей? благодарам многу. Така да се надевам дека ќе изнесеме нешто убаво. Дома, маш ми боли. Мислам дека тоа е нешто прво најубаво после долго време, не знам. Ајде, целиот процес ќе го почнеме и ќе видиме. Сега ти можеш да се спремаш за да тргнеме одмah. Знаеш? Може? Ајде. Подсетувањето на исповедта на Виолета беше и подсетување на храброста на оваа жена која ја имаше да со сите нас ја сподели својата трагедија, но и да ни покаже колку животот е вреден. Па без разлика на тоа од каде ви е потеклото, што се ви се случило или какво е вашето минато, секој заслужува да биде среќен. Лошите работи се случуваат, но тие не смеат да не дефинираат. Она што треба да не дефинира е одлуката која ќе ја донесеме, да бидеме жртва или да бидеме среќни. Виолета дефинитивно одбра да биде среќна. Токму затоа, во овој втор дел, со вас ќе споделуваме само среќни вести. А првата среќна вест ќе ни ја каже Виолета. Одиме да ја сретнеме. Има едни очи многу добри, сон што барат низ животен праг. Галеб тажен развил крилја, мојата душа, а та го слуша. Слушни плаче, галеб мили, одан по сонце што се гасли. Пара помош, пара сила, одан. Еве сум малку смртнати, че ќе да те изгушкам ако да се стоплиме. Значи вака, денеска јас кажав дека ќе споделуваме само убави вести и сакам првата убава вест да ни ја кажеш ти, а тоа е... Дека сам работена, значи, и на полно работно време. Во Драчево сум работена. Браво. И еве во оваа прилика да го поздравам газдава, кој што малце повеќе време му одземавме, малце Така, да. каснев
Да, верувам дека има разбирање заради тоа што ние го почнавме процесот, меѓутоа на крајот ветувам дека ќе му вратиме комплетно нова и трансформирана работничка, да знае. баш така, да. Тогаш Вики, да одиме сега по нови убави вести, по нови изненадувања и конечно на крајот да имаме една широка насмевка. Океј? Ајде. Денеска е твој ден, да знаеш. Бидејќи рековме само убави вести, зборот убаво го содржи и салонот за убавина, па таму ќе одиме да направиме убави третмани, кои Виолета не можела да си ги дозволи, а веруваме дека релаксирачката и топла атмосфера ќе ја натера за миг да заборави на грижите, а богами и на болките од вадењето на забите. Сме. Здраво! Добре ве најдовме. Ова е Вики, која што денеска ќе ја препуштам во вашите раце. Можеме да позборуваме за тоа што се можеме да направиме кај неа, нели? После информативниот разговор, кој е задолжителен за секоја клиентка која влегува во плежар, влегуваме во царството наречено VIP Room, само за Вики. Добро, и за мене и за снимателите во случајов. Откако снимивме дека и е удобно и се е под контрола, ќе оставиме професионалците да си ја работат својата работа. Спрема вашата возраст, вашите години, јас мислам, имате комбинирана кожа и генетски имате за среќа убаво лице, убава кожа, со малку флекички. Така да би ви препорачала јас денес да ви направиме еден од што можеме ние да ви понудиме од нашите третмани. Тоа е апаратот Meso Magic. Тоа е и за флеки, и за изедначување на тенот, и за бори, и за пори проширени. Така да може тоа да направиме или микродермо, ќе одлучиме. И еден класичен третман би направиле кај вас и би ви блеснала кожата. Паралелно со чистењето на лицето ќе одиме и со педикир и маникир. После самиот третман со Meso Magic можеме да правиме и на комбинација која ќе делува многу подлавински. Значи станува збор за опера маска која работи со LED диоди, кои длавински продираат во третиот слој на кожата и потпомагаат сега во случајов за против депигментацијата. Кај нејзе ќе уклучиме на сина боја, затоа што самата боја е за против депигментирана кожа. Вики, прво да прашам како си помина, дали се релаксираше, дали се одмори? Да, супер, тоа беше. Супер, така? Добро ги усети сите задоволства, значи гледам масажа, па третмани на лице, па педикир, па маникир, уживање вистинско, така? Навистина, преубаво беше. Супер. Сега, значи вака релаксирана, вака одморена, јас сакам да те однесам на едно изненадување. Се надевам дека ќе успееме да го направиме баш онака големо и дека ти ќе бидеш задоволна, меѓутоа сега јас имам трема затоа што не знам дали ќе ти се допадне, а можам да знаем како ти е тебе. Не знам, верувам во тебе сакам. Си имала да се изненадувања? Па, не баш. Тогаш соблакај баде мантилот и одиме на изненадување. Ајде.
woman, and you look lovely. После вака изрелаксирана, со преубави третмани, прилагодени за нејзините потреби, од кои најважната за отстранување на флеките од лицето и лик кој ќе заблеска. Време е за уште нешто убаво. Трето поред во низата убавини. Спремни за изненадување. Woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Не ми е познато, не знам што би можело да е тука. Ја знаеш, а? Не. Нешто да си предпоставуваш. Искрено не ми текнува што може. Па ја мислам дека тука сега морам да ти ги ставам очињата вака. Држиш? Не гледаш? Ајде со мене. Тука сме, стигнати сме. Јас сум многу возбудена. Ајде сега влегувај. Јас ќе ти кажам кога ќе вадиш превес. Опа, стоиме тука. Стоиме тука, ќе те однесам ваму. Дојди ваму. Ајде. Топличко е тука битно. Значи вака сега. Стои. 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 3, 4, спушти превес. Feels like I'm spending my whole life waiting. Is there something more? Feels like I'm happier, eyes closed, dreaming than living anymore. Right now it's looking like that might be never. I thought that I'd be happier. Just thought that I'd be happier. Didn't think I'd have it all. Guess I just thought that I'd be happier. Да прашам како се чувствуваш? Пресреќно и премногу возбудена. Не очекував, искрено дека баш овде ќе дојдам. Мислев нешто друго, не знам. Тоа. Добро, и сега како се чувствуваш вака во венчаници? Уште да застанам, пресреќен и готово. Добро, може уште да пробуваме, не? Можеме цел ден да пробуваме, така? Да. За да ти остане денов за паметење, може? Ќе биде за паметење, да. Like that might be never. Right now it's looking like that might be never. I thought that I'd be happier. Just thought that I'd be happier. Didn't think I'd have it all. Guess I just thought that I'd be happier. Добро дојдовте во салон за венчаници Студио Жана. Нас ни е многу драго што можеме да излеземе во пресрет, да создадеме среќа за личност како што е Вики. Ние сме тука да создаваме среќа секој ден на личности што се решиле за големиот чекор. Многу ни е мило што направивме среќна и што сме тука за да помогнеме.
happier. Just thought that I'd be happier. Срцето полно кога ја исполнивме најголемата желба да облече венчаница. Одиме по уште убави вести. Havana, ooh, nana. Half of my heart is in Havana, ooh, nana. Она што ни остана да досредиме, а се однесува на надворешниот изглед на Виолета е косата. Имаме препорака од стилистката Бурсаќ. И сега се е во рацете на фризерката Билјана. Нашата клиентка Вики има здраво влакно, затоа ќе извадиме праменчиња во посветла нијанса, со тоа што на крај ќе ставиме еден прелив на бакарен сјај, за да добие потопла боја самата коса. И додека тие си ја работа својата работа, јас и стилистката Викторија Бурсаќ ќе работиме на стилот. Ајде да се договориме, ја виде фотографијата. Добро. Значи, станува збор нели за млада личност, прилично е висока, да речеме. Височка е, слаба е, убаво изгледа. Да, убаво изгледа. Има кратка коса, која што ќе се подскрати уште малку, ќе биде некоја бакарна коњак боја. Така, да. Сам тоа ни е намерата. Фала Богу. Арно, ама сега она обично се носи све спортски. До сега не се облекла нити елегантно, ниту пак нели некако поинако од она што е секојдневие, така да би сакала таква некоја трансформација да имаме. Добро, се согласувам. Мислам дека треба да има една така. Да биде различна. Да, Да има една воочлива трансформација, да не биде она што е до сега. Така да ајде да разгледаме. Имаме да повторно бираме. неколку опции. Денеска сме во Сима. Имаме доста интересни комбинации. Снежи има некои фаворити. Јас имам некои своји фаворити, нормално. На крај заедно ќе се искомбинира. Овде Снежи има еден фаворит, а тоа е... Мој си фаворит, да. Ова е едно нежно розе фустанче со некоја блага виолетова рефлексија, не е баш розе, пастелна боја и многу убаво класично капиче, црно-сиво. Ова е мој фаворит. Ова е ми фаворит. Може би ова добро ќе помине со оглед на тоа што она има бакарна коса. Обично, кога има, мислам, во комбинација, нели, таков изглед, кај што имаме белтен, бакарна коса, која што е шик, кратко подстрижена, обично одлично одговара со некоја зелена боја. Вакви бои одлично лепат во таа комбинација. Ова дефинитивно мене многу ми се допаѓа, но мораме да имаме неколку избори заради тоа што едно е тоа ние што си го пазариме овде со Снежа, но сосема е друго на лице место кое ќе отидеме. Значи облеката е решена, одиме по додатоците. По препораките и по сето она како совет што ни го даде Викторија, јас ќе се обидам да најдам соодветен накид и соодветни аксесуари и ташна и сето она кое што следува за да биде комплетен стајлингот. Надевам дека ја добро се стилизирам вака. Ако ми замери Вики, си извинувам.
одберам и подароци за неја, нешто зимско, нешто топло. I found love for me. И повторно се враќаме таму каде што и правиме трансформација на Вики. Но освен тоа што ќе се грижиме за нејзината надворешна трансформација, од минатата епизода имаме и некој кој што се грижи за внатрешната трансформација на нашите учесници, а тоа е Снежана Билко. Она кое што сакаме заедно со неа да го постигнеме е прво да се ослободиш од оние грижи и од оној товар кој што го имаш во минатото, да ги оставиме тие тешки куфери кои што ги слушнавме во твојата исповед. Понатаму некако да успееме да се ослободиме од тие секојдневни грижи кои што те измачуваат и од она очекување. И на целиот крај, значи, да постигнеме еден прво твој мир, а понатаму и, значи, им надеж, им посветла иднина во која што ти ќе гледаш. Може? Да. Значи, тоа не можеме да го направиме, нели, одеднаш, затоа ќе ни се потребни повеќе сесии, меѓутоа, Снежа, можеш да ни покажеш како од прилика започнува една сесија кога, нели, доаѓа клиент кај тебе. Вака, прво, повторно да кажам дека ми е многу драго, воедно и се радувам што ете склучивме ваква соработка. Јас не ги нарекувам клиенти, ги нарекувам луѓе, нели, души, затоа што работам, нели, духовност, така што за мене веќе овие луѓе представуваат само луѓе, не се клиенти, не се ниту еден друг збор, мои пријатели, јас нивни. Поставувам еден однос, се поставувам со душата многу пријателски, многу отворено, многу искрено, буквално како да дошле дома кај мене. И првата, нели, сесија е секогаш запознавање. Што е она што ги мачи, со што има проблем, накратко, нели, малку вовед за нивниот живот и со што се соочуваат, кои се нивните емоции со кои што се борат внатрешно во душата и што е она што најмногу ги тишти во текот на животот. Дали е тоа можеби од минатото, дали од сегашноста. И понатаму, нели, си почнуваме, немам некој редослед, секоја душа е различна, нели, сите сме различни. И во самиот тек на работење јас одлучувам од каде треба, нели, да почнам да работам. Најчесто почнуваме од најраното детство, од првите сеќавања и тука, нели, се соочуваме со тие некои емоции кои што најчесто луѓето ги носат, нели, до крајот на нивниот живот. Тоа се тие емоции кои што се врежуваат длабоко во душата и кои што понатаму, нели, им прават на таа душа некои блокади или кочници да не може таа душа да си продолжи да живее во еден спокој, мир и хармонија. Сето она што јас го работам е врзано со мир, со спокој, со смирение на душата, со хармонија. Впрочем, да сватиме колку е животот прекрасен и магичен. Рековме дека ќе зборуваме за нејзиното дејство и за неа, нели, како личност, меѓутоа заради целата состојба со она што и се случува дома на Вики, односно со сопругот, ни даде една идеја која што ја прифативме, нели, со двете раце и мислам дека сега може слободно да ја кажеш и на Вики, а и ние да ја слушаме. Дознав околу состојбата твоја од прилика во кратки црти и околу твојот сопруг. Јас предложив на Снеже, бидејќи се наоѓаш во таква ситуација, јас да доаѓам кај вас, бидејќи сметам дека доколку работиме аз и ти, тоа стои дека ќе работиме на само, еден на еден, меѓутоа би сакала да помогнам и на вашиот сопруг, кој што е во таква, нели, ситуација каква што е сега. И затоа предложив да дојдам и кај вас, пошто, нели, бидејќи сте таму двајцата. И сметам дека ќе направиме некоја комбинација, нели, јас и ти договор ќе направиме, и ќе направиме еден убав договор, да биде сето тоа нежно, суптилно, убаво, весело, мотивацијски, насмеано и ќе дадам се од себе да ви помогнам. Мене ова ми звучи супер, нели?
Да. Добро. Сега ќе ве оставам вие малку да си позборувате, ќе го направиме тоа без камери, така за да почнеме. Нели? Од некаде да почнеме. Слободно, значи, Вики можеш слободно да прашуваш што те интересира, мислам да и кажеш. Пријател ни е, тука е, постои за нас, за тебе, сите сме тука, за да, нели, конечно, како што рече, од 2020 да тргнеме по светлината. Може така? Така? Да. Значи, Вики, доаѓаме сега веќе до финалето и до твојата комплетна трансформација. Така? Да. Сакам да погледнеш сега во камера и за последен пат да се насмееме со оваа насмевка, да видов си заборавила да се смееш, нели? После колку години ќе ги имаш сите заби во уста? Па сигурно 10-15. Никад не ми биле целост. Добро, од сега натаму, значи ќе се смееме со широка насмевка и сега одиме да си ја земеме насмевката кај доктор Симбулов. Одиме? Ајде! Yeah, you don't need no explanation. Just baby, I'm the boss at home. I ain't gotta go to work. Случајот со Виолета беше доста тежок затоа што имавме многу заби со здрави, долги корени. Така да, од протетски гледан аспект, јас имам една вилица која што е со малтене отворени рани и кои што рани треба да ми зараснат минимум 3 месеци за да може да направиме добра протетска изработка. Ама ние Вики нема да оставиме 3 месеци без заби. Направивме протези на оваа ситуација, а после тоа ќе направиме ребазација и ќе пополниме, значи секој простор што ќе ни се појави во протезата, ние ќе си го пополниме за да може протезата повторно добро да лежи на новиот алвеоларен гребен кој што ќе се створи после собирање на сите овие рани од екстракциите. Како пациент беше? Вики беше пациент на кој што не му се слушна глас, ниту во вадењето. А после сите мерки што се земаат, се работат на рани кои што не беа рани од пред 2 дена. И тоа стварно, вистина е болно. Вики не пушти глас и да видиме сега каква насмевка ќе добиеме. Ајде, Вики моја. Ајде, Вики, ние одиме сега по новата Вики. Ајде! Into years of memories I blurred. Hadn't heard your voice, no, not a word. But still day to talk about the things we were. Talk about us. I don't know the things that you. И додека Вики се подготвува, ние имаме уште едно изненадување. И тоа, единствените, трио джентълмен. И прво што ќе ви поставам прашање е дали до сега сте правели изненадување, дали некој ве повикал ете така да запеете, да изненадите некој? Мене ми паѓа на памет две, кога сопругот имаше побарување за посебни песни за сопругата. Така да сме имале такви ситуации, меѓутоа секогаш сме тука и секогаш ќе бидеме тука за вакви посебно вакви хумани места. На тие баш две приватни забави беа тоа за одреден круг на луѓе. Сопругот имаше желба, нели, за некоја песна која што нив им била специјална, со таа песна они се запознале, првиот танц бил со таа песна и тука солзите радосници се неизбежни. А на вас? Средувањето е сега убава работа. Триот джентълмен се посебни, единствени во Македонија. Така да стално кога настапуваме на тие посебни настани каде што публиката реагира, што кажувате, со солзи,
Посебните настани се присутни 30 джентлмени секогаш таму. Вие настапувате, значи, реков на приватни заводи, веројатно и некакви корпорацијски заводи, Да. а може и вака никој да ве викне да дојдете да настапувате или како на свадбени свечиности? Да. Трио джентлмен се за сите. Нашата музика е за сите. Сите го заслужуваат Трио джентлмен и ние ги заслужуваме сите. Од 10 луѓе до 100 луѓе сме настапувале сега последно македонска опера ја полнивме за Еврогри Македонија. Со 800 луѓе, така да Трио джентлмен се тука за сите. Секој може да се јави, секој може да се договори со нас, ако сака убава музика. Сега за нас тројца сме тука, четворица и за нас ќе се договориме, така? Па сега е време за изненадувањето. Ајде да се стационираме на место и јајајце два и чекам да видам каква е реакцијата. Ајде. Јас го сонам како икона нежна, блиска, далечна. Моја прва платонска љубов чиста како солза. Сега кога порасна, сватиш што си ти. Дали ова беше големо изненадување? Шок. Не очекуваше? Не очекувам. Што да кажам? Позитивно изненаден. Преблагодарен на тебе, на твојата екипа, на дечкиве. Фантастично. Песмата ја се годија, за пеење се фантастични, а за тебе што да? На тебе и на екипата догоре и назад. Благодарност. За Вики. Вине Вики ми кажа дека немала нити венчаница, нити забава. Јас се надевам дека вака малку надополнивме малку повеќе, кое што супер беше. Или сонувала да го има. Еве и се оствари тој сон. И брзо се надева. Брзо? Да. Може. Дејан, ќе ни ветиш? Не може би. Да, мислам дека доволно те мотивиравме за да се бориш и понатаму во животот и се надевам дека најголемата желба која што е на Вики, меѓутоа и на сите нас од кога те запознавме, го застанеш на посебно. Исто и на мене ми е тоа желбата.
И ние сите заеднички ќе се потрудиме. Се надевам. Твојата желба да стане реалност. Се надевам. А јас сега ќе ти кажам уште нешто. Значи уште едно изненадување кое што е за тебе. А тоа се однесува на тоа дека ние обезбедивме проектот Дејан за тебе. Благодарам многу. И дека ќе те однесеме до Новиве, да ја Така. направиме целосната снимка за да видиме каде ти е проблемот. Така. Оно што го гледам јас, меѓутоа и Пона, Така. како ти што чувствуваш, значи фарли можеби многу малку за да Да застанеш. се надевам. Да се надевам. А после ако сакаш да не бидеш учесник во емисијата, па и тебе да ти вратиме една Никогаш насмевка. нема да никогаш, така е. Една Во секој насмевка време. заедничка. И после тоа уште еднаш вака да си се собереме и за заеднички Уште забав. два пати ќе се собереме. Уште два пати да се Уште два собереме. пати. Да наздравиме сега со виното, момци ви Така. благодарам, ми Момци направивте ви огромна благодарам многу. чест. Ова беше голема чест од ваша страна према нас. Беше прекрасно. Само можам. Не, Само успех ти посакам. ви благодарам исто и на вас. Многу цедиња и да ги забавувате сите како нас, вака што не доловите. Да се Така е. видиме, да се видиме. Така е, ви благодарам. Фала ви на сите. Па сега чим ја погодихме песната да повториме уште. Дај да повториш, Страшно. може? Страшно. Да. Сега кога порасна. Јас мислам дека не им треба објава, нели? Стоп. Можеме слободно да продолжиме со музика. Дојдо пак, дај до моја звезда праќам да те повика. Ништо не сменето, шушка молика. Темно е, тајно моја, а во душа светат венери. Се што имав заложи да ти пеам по ренџери. Да ти пеам под пенџери. Браво! Браво! Браво, се така. Тој правите на жена ми, не може да ја познавам вака. Сега подарочиња, значи од нашите пријатели, Дејан и за тебе имаме. Имам и за тебе, ова е за Вики, ова е за тебе, па како? Еве, повели за тебе. Ова е за тебе и нова капче имаме, види? Нова капа? Нова капа, да, за тебе. Вака сега, од нашите пријатели имаме специјални кои што се за здрави венци, за здрави заби, кои што сигурно ќе ти требаат нели за побрзо да заздравиш. Еве, ова е тоа и ракавички имаш, да. И овде имаме едни преубави пижамчиња.